Голем поздрав до сите, викаат смењето го продолжува животот, па сите оние луѓе кои се смеат повеќе пати во денот може да кажат дека се и срекни. За жал, многу дојдоа и такви времења кога многу луѓе во нашава држава не можат така лесно од срце да се насмеат и да се израдуваат. Мислам дека во медиумите е превише присутна една тотална политичка некултура, една комплетна радиација врз чувствата на нормалниот човек. За жал, многу оние прави музички емисии, културни, забавни емисии, кај што може на културен начин да се разговара, се збори, се тргнати, и тоа на некој начин и смета и на хуморот, и на сатирата, и на целото живење во нашава држава. Мислам дека она што го живеевме пред 20-30 години, и зборам и на медиумската сцена, и во политичката, и вака, и во театарот, и во филмот, мислам дека тоа веќе тој живот ќе ни изгледа само како еден голем сон, еден убав сон. Затоа мислам дека луѓето ја почитуваат и златна бубамара на популарноста, бидејќи на искрен начин, на многу честен начин, ја представуваат еден дел од живењето, на сатиричен начин се разбира, кој на многумина од граѓаните им се допаѓа, на тоа се смеат, а во исто време им олеснува, бидејќи на некој начин сме и филтер за прочистување на душата од тоа што го создаваат политичарите и целото општество, она неправедно општество што се представува. Ние на некој надреален сатиричен начин тоа го представуваме, па да олесни, па така да и едниве да испаднат симпатични, а ние да мислиме дека сме духовите, но во исто време луѓето кои ќе застанат пред телевизор барем знаеме дека сме направиле некоја честна убава работа, да се насмеат и да се развеселат. Не сме ги лажеле како што некои други тоа го прават, ние сме ги лажеле на уметнички начин.